Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите ледена пудинг торта. За подготовка на овој десерт потребни ви се следниве производи. За тесто 4 јајца, 4 лажици брашно, 4 лажици шекер. За фил 200 грама путер, 1 пудинг од чоколада, 1 пудинг од ванила, 2 лажици шекер, 100 грама шекер, 600 мл млеко, 1 прашок за шлак. Потребно време за подготовка на овој десерт е 60 на минути. Во сад за матење ги кршиме јајцата. Додаваме 4 лажици шекер. Матиме со миксер. Откако шекерот ќе се растопи, го исклучуваме миксерот. Додаваме 4 лажици брашно. Мешаме со лажица. Калапот за печење го намрснуваме со путер. Го истураме тестото во калапот. Ја рамниме површината. Калапот го ставаме во рерна. Печеме 15 на минути на температура од 200 степени. Во меѓувреме го подготвуваме филот. Во садот со прашокот за пудинг од ванила додаваме млеко. Мешаме со жица за матење. Преостанатите 250 мл млеко ги ставаме во тенџера. Тенџерето го ставаме на оган. Во тенџерето додаваме 1 лажица шекер. Потоа во тенџерето го додаваме размешаниот пудинг. Непрекинето мешајки со жицата, го вариме пудингот додека не ја добие потребната густина. Го тргаме тенџерето од оган. Во садот со прашок за пудинг од чоколада додаваме млеко. Мешаме со жица за матење. Преостанатите 250 мл млеко ги ставаме во тенџера. Тенџерето го ставаме на оган. Додаваме 1 лажица шекер. Промешуваме со лажица. Потоа во тенџерето го додаваме размешаниот пудинг. Го вариме пудингот, непрекинато мешајки со жица за матење. Го тргаме тенџерето од оган. Ги оставаме двата пудинга да се изладат. Калапот со испечениот пандишпан го вадиме од рерна. Во сад за матење го ставаме путерот. Матиме со миксер. Додаваме 100 грама шекер. Откако путерот ќе стане пенест, го исклучуваме миксерот. Половина од изматениот путер додаваме во тенџерето со изладен пудинг од ванила. Изладениот пудинг од чоколада го додаваме во садот за матење. Матиме со миксер додека состојките не се соединат. Кафениот фил од садот за матење го претураме во подлабок сад. Во садот за матење ја ставаме содржината од тенџерето. Матиме со миксер додека состојките не се соединат. Го отстрануваме страничниот дел од калапот. Потоа го отстрануваме и долниот дел од калапот. Пандишпанот го сечеме на 2 еднакви дела. Првиот дел го ставаме на долниот дел од тркалезна кутија за торта. Врз пандишпанот го нанесуваме кафениот фил.
Со нож го размачкуваме филот по целата површина. Врз филот го нанесуваме вториот дел од пандишпанот. Притискаме со раце. Врз вториот дел од пандишпанот го нанесуваме жолтиот фил. Во сад за матење ставаме млеко. Во садот го додаваме прашокот за шлаг. Матиме со миксер додека шлагот не ја добие потребната густина. Шлагот го полниме во готварски шприц. Со помош на шприцот ги украсуваме страничниот и горниот дел од тортата. Со помош на цедалка врз тортата наросуваме какао. Сечеме едно парче ледена пудинг торта и го ставаме на чинија за колачи. Со овој десерт ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Шардоне со арома на овошје и сладникав вкус. Се служи на температура од 10 до 12 степени. На крај напијте се филџан топло и вкусно македонско црно кафе. На здравје! Од изматените јајца со шеќер и брашното испечете пандишпан. Посебно сварете ги пудингот од ванила и пудингот од чоколада и во секој вмешајте по половина од изматениот путер со шеќер. Пандишпанот исечете го на половина. Првата кора премачкајте ја со кафениот, а втората со жолтиот фил. Украсете ја тортата со изматен шлаг, наросете какао, отсечете парче и сервирајте го. Добар апетит!